Во досегашниот развој на туризмот на Пониква на Осоговските планини, најголеми инвестирања има од страната на општините Кочани и Пробиштип. Овие општини се носители и на програмата за развој на туризмот на Осоговијата, во кој се вклучија и општините Крива Паланка и Македонска Каменица. Поседницата на источниот и североисточниот плански регион одржана минатата недела на Пониква, градоначалникот Радко Димитровски на новинарско прашање до каде е со студијата за развој на туризмот на Осоговијата истакна. Прашањето на развојот на Осоговските планини, посебно на Пониква, е третирано од повеќе институции и тука се носечки општината Кочани и општината Пробиштип. Се вклучија паралелно општините Крива Паланка и општината Македонска Каменица. Меѓутоа, фактот дека Пониква е еден од капацитетите кои што ја има одредена инфраструктура во смисла на пристапен пат, во смисла на ски патеки, во смисла на две влечници, два ратрака, санки и сместувачки капацитети, сепак ние преднечиме во тој дел и така ќе биде и развојот и понатаму. Не би сакал да зборувам за поединечните проекти кои што се. Проектите се воглавном за изработка на техничка документација за сега. Техничка документација за пред се жичен транспорт, техничка документација за водоснабдување со браната на Арамиска чешма, техничка документација за изградба на два колектори за отпадни води и техничка документација за изградба на уште две ски патеки. Пониква како туристички центар и понатаму ќе биде носител на летниот и зимски туризам на Осоговијата, се додека не започнат да се реализираат делови од студијата за туризмот на оваа планина, а кои се однесуваат на локалитетите Калин камен, Царев врв и